Па вака, ние откако добивме пак ќе се вратам во Советот, што направивме за транспарентност и како младите тоа го успеевме да го направиме, бидејќи ако гледаме во просек кои советници беа во општина Тетово, 31 советници, ние како независна листа прв пат во Македонија вадивме листа со име, презиме, со слика на нашиот кандидат и со целосна биографија. Значи бевме многу добро позиционирани, направивме и теравме и другите политички партии исто да го направија и кога видоа просекот во нашата листа и они се одлучија да одат со многу добар просек, да речем помлад просек, така да имавме многу млади советници во Советот на Тетово. Едно од нашите главни барања ни беше да имаме лайв седници, каде што тоа успеевме. Супер. И така да младите многу добро го поддржа тоа, имаше многу кликови, имаше многу видео лайв стриминг што погледа и значи луѓето почнаа да се информираат значи што е Совет и што се случува точно во Советот. Така да тука влијае младите, а во целосната организација на сегашната структура, значи гледам дека има многу млади деца, активни, агилни, кои што сакат да сработат, но некогаш не е само да сакаш, треба и да знаеш да си го сработиш тоа работно место, затоа некогаш има грешки кои што грешките може ти да ги плаќат и политички, но тоа треба да видат да се докажат во уште 6-7 месец, мислам дека е така да тоа младите прават промени, но не е тоа што треба да е, или сега дигитализацијата како ни овозможува да унапредуваме со секакви информации, значи тоа не е 100% искористено или воведено во нашите системи, уште се чека по врати, по спортели за документи за такви работи. Општината е потранспарентна, општината поотворена, тоа нема сомнеш, но треба уште да биде потранспарентна и поотворена, треба да се грижат таа администрација за сите граѓани, не само за одредени граѓани, бидејќи градоначалникот и администрацијата се за сите граѓани, не се одредуваат кој од каква партија.